Измени во законот за неработна недела се можни, но дали ќе се случат, ќе се знае во средината на јануари, кога седница треба да има економско-социјалниот совет. Премиерот Христијан Мицкоски на оваа тема зборуваше денеска, а неговиот став е следниот. Лично мислење, еве да немате дилема, е дека за сите оние кои што ќе постигнат договор со работодавачите и ќе добијат повисока дневница, двојна, тројна и така натаму, треба да биде овозможено во недела да работат и да остварат таков приход. Или, ќе повторам, никој да не работи. Никој. Не да ги дефинираме и да ги нацртаме оние кои што треба да работат во недела со квадрати. Тоа не. Тоа не. И денеска, ќе повторам, недела за одредени професии е работен ден. Тоа не може. Или за сите ќе важи тоа, или за никого нема да важи, па ќе има дупли дневници, тродупли и така натаму. И така натаму. Политика на двојни стандарди ние нема да водиме. За синдикатот, темата неработна недела е сензитивна. Каков ќе биде нивниот став на седницата на економско-социјалниот совет во јануари? Доволно направија и раскршување со одредени закончиња и подзакончиња, кога за двата града, тоа беше за туристичките места Струга и Охрид, но и во другите туристички места да можат да работат и во недела. Така да со анекси договори повеќе мислам дека не би требало да се шепка овој закон, бидејќи ќе ја изгуби суштината. И многу е сензитивно сето ова што значи недела неработен ден. Така да мислам дека ние ќе се спротивставиме на сите други начини и предлози кои што нормално ни ги дава и законот и колективниот договор, да истраеме во она што еднаш остварено право за работникот треба да остане и понатаму, но може само да ги подобруваме условите и деновите кои што се неработни, а не да ги намалуваме или да тражиме некои други решенија. Дека нешто околу неработната недела ќе се случува пред 3 дена, нависти министерот за економија и труд Бесар Дурмиши, кој изнесе дека такво барање има и од работодавачите.